Пак се качам на вака некое слободарско кајче, заличуваме се повеќе на кајчиња, што се возат низ Луна паркот на Горејовизмот. И во овој случај со задоволство реагирав на поканата. Не мислам да зборувам за тие стандарди за кои ме повикавте, јас сакам да ја повеќе отворам големата слика на македонскиот политички систем и зошто било која институција, значи не само институцијата заштитен сведок, туку било која стандардна институција добива, и така се вика моето експозе, дебилен двојник во македонскиот политички систем. Значи насловот е дебилни двојници. Имено ние всушност знаете го живееме нашиот кавкијански македонски процес и полека стануваме и равнодушни на него. Исклучок се ваквите расправи нормално. Сите ние знаеме, све повеќе сме уверени дека за сите нас постои некој заштитен сведок кој клечи во темниците и чека да биде повикан да сведочи. И оно што сакам да ви го посочам е дека ние полека стануваме навикнати на таквата приказна. Што е са втора травматична ситуација. Овие расправи кои ги водиме се повеќе ми личат, има една слика на Риепин, теглячи на брод. Ние така го влечеме тој брод на македонски стандарди, македонска демократија. Меѓутоа, кога видите сликите, знаете во каква состојба се тие лица. Сушност, прашањето за кое ќе се осврнам сега, како што и навестив, зошто ниту една институција не функционира согласно предвидените стандарди и пракса во западните демократии, а тие институции кај нас во голем број се превземени сега во законите кои се со знаменце европско. Имаме ние plenty of, многу од таквите институции, меѓу кои е заштитниот сведок. Одговорот лежи во тезата за дезинституционализација на нашиот политички систем. Кај нас институциите и институтите, како под помали структури на значења, немаат нормално функционирање, бидејќи се ставени на еден гумен јастик на партиската моќ. Институциите не носат предвидливост и процедура која за актерите, граѓаните дава сигурност во борба за своите права, туку се потполно зависни од волјата, политичката волја на центрите на моќ, кои во овој случај се сведени не само на голема олигархија, туку на многу мали олигархии во владечката партија. Некои ги викаат фамилии, некои ги викаат врхушки, не е важно. Значи, ви имате закон за илустрација и стандарди, имате дебилен двојник во македонската пракса. Имате комисија за борба против дискриминацијата и имате дебилен двојник во македонската пракса. Имате принцип дека обвинителството треба да биде основен двигател на истрагата, а не МВР, и имате повторно дебилен двојник или одлагање во некој што го формира тој дебилен двојник независно во македонската пракса. Имате антикорупцијска комисија и имате дебилен двојник во македонската пракса. Значи тоа не се проблеми при старт на комисиите. Тоа се целосно извитоперени тела кои не функционираат или функционираат обратно во спроведување на моќта на партиската врхушка. И сега во таков контекст ве молам, дебатата која ќе ја водиме има известна иронија во себе, да задржиме барем, да се почитуваме сами себе, да знаеме дека има известна иронија во дебатата што ќе ја водиме, бидејќи таа лежи на оваа смешка која се нарекува правна држава во Македонија и незино функционирање. Да се вратам на дезинституционализацијата. Тој процес се одвива преку така наречени не се одвива преку намалување на институциите, туку напротив се зголемуваат институциите и нормативната мрежа која ги формира. Таа станува скоро една маглива, мноштво магливо кое не се согледува. Истовремено тоа нормативно мноштво е контраверсно, значи нема закон кој не се судира со одредбите на друг закон. И во секој момент мрежата на моќта може да ве фати како прекршител. Не е никаков проблем. И во таа смисла клечечкиот заштитен сведок за секој од нас е функционал атрибут на завршницата на тоа
на тој процес. Значи имате партија која ги, како велам, гумен јастук на престалоци, школоно, ги држи институциите и те се клатат на истата. Нема предвидливост. Кај неа е центарот, ако сакате да го решите проблемот, не во процедурата на институциите. Не во ова што вие го наведувавте проблемите околу правната позиција на заштитните сведоци, него на друга врата тоа треба. Во таква ситуација мораме барем да заклучиме, да не си ја подценуваме интелигенцијата, кога ја справаме за овие детали, да ја задржиме таа мала иронија. Можеме потоа нормално посветено да расправаме повторно за нив, но барем тоа во почетокот као методолошка дистанца да го знаеме. Сега, Равенката која денеска е во Македонија е партија која се обидува да се претвори во движење, што значи целосно да ја анулира опозицијата. Незината волја е креативен фактор во државата, не правните институции и постапки. Методот на владење страв, насилство, центарот, заклучокот е моќ и контрола која таа ги овозможува перманентно. Се тоа се врти. Тоа се одвива преку раздробување на солидарноста во граѓанскиот сектор, преку контрола на медиите нормално. Тука сме само остатоци, велам кајчиња повторно, кои пловат се уште во мрежата на власта и институциите кои се нерелевантни. Целата таа кафилерија на институции кои се нерелевантни. До каде доаѓаме сега? Кој е чарето од тој процес? Од една страна, тој процес се одржува со внатрешна контрола нормално на партијата, но и со еден контекст на надворешен страв кој е воспоставен преку два столба, две закани. Едната е грчкото противење на нашиот, односно желбата да не откорнат од идентитетот, да речеме, во интерпретација на власта, и втора е нормално албанците како внатрешен перманентен непријател, и баш ка ние тука што сме као бастерс, мали непријатели околу нив. Тие две точки на страв го одржуваат системот и неговата динамика барем во овој период. И сега, гледате, ние сме сите концентрирани на расправата во декември. Што ќе се случи ако не добиеме? Тргнеме од негативниот дел. Ќе бидеме обвинети ние, Грција, Македонија е повторно и македонскиот народ под притисокот на мрачните сили на трите волка околу нас, бугари, грци, кој е третиот албанци. И целата таа динамика авторитарна ќе биде, ние очекуваме нормален човек да поднесе оставка после ваков неуспех. Не, тоа нема се случи. Ќе случи нов напад на предавниците внатре и тренинг на таа кондиција. Тоа можете да го очекувате. И само тој контекст, во овој случај, не само во овој случај, но во овој случај има еден преседан кој се прави. Имено со сите проблеми имаме преседан кој ќе помине на тоа што заштитниот сведок во овој случај, малку го знам процесот, но нема во него да навлегувам, начу. Значи ќе имаме пресуда на начуеност од заштитениот сведок за обвинение за убиство. Тој преседан ако помине, тоа ќе биде само врвот на бестијалноста на немањето правна држава. Значи, независно што мислиме за конкретните личности, лево, десно, какви сме имали искуства со нив, овој преседан ако помине, ние фактички на најострата линија, осудата на убиство и затварањето, депривацијата практично за цел живот ќе биде заснована на начуеност. Тој скандал. Ништо друго во процесот нема. Ниеден друг доказ паралелен нема. Само тоа што начу заштитениот сведок, независно каков е сега тој. Тој скандал е сега дополнителен само мал зачин на приказната во конкретниот случај, но таа приказна е потопена во еден поширок контекст, во сите институции ги прави зависни од политичката, волунтаристичка волја на олигархијата која ние денеска имаме. И тоа е големиот проблем што ги имаме. А потоа се другите процедури. Ја благодарам толку на